Венко Филипче, како поранешен министер за здравство во владата на СДС, а сега како председател на СДС, продолжи да тоне во калта уште подлабоко. Филипче денеска на пресконференција побрза да се правда, но несмасно. Заглавен до гуша во скандалот онкологија, неговиот прес е безмалку бесрамен. Филипче директно или индиректно во неговото неработење дозволи системски башибозук и непочитување на 60 законски одредби. Тоа се 60 действија спротивни на законите. Тоа се 60 действија со директно влијание по животите на пациентите. Господине Филипче, се чини дека во паниката во која се наоѓате го заборавивте и се надевам дека го заборавивте, а не дека не го познавате Законот за здравствена заштита. Па оттаму и вашата пресконференција на која ме прозивате е во тотален хаос. Господине Филипче, извештаите од институции доставени до Министерството за здравство во периоди од 6 месеци се согласно член 110 од Законот за здравствена заштита и се доставуваат од директорот на установите. Стручните комисии, господине Филипче, ги формира министерот и немаат никаква врска со 6-месечните извештаи. Инаку тие се согласно членот 226б, ако ве интересира. Да ве подсетам, господине Филипче, дека согласно членот 295 надзор врз здравствените институции врши министерот и оттука следи неговата директна одговорност. Да ве подсетам исто така, господине Филипче, дека за време на анкетната комисија вие некако на ништо не се сеќававте. Затоа сакам директно да ве прашам, дали единствената цел на вашата пресконференција беше само срамно да се брани профитот на веледрогериите кои ги оценуваат здравствените институции со години. Тоа се истите оние веледрогерии кои преку оцените до здравствените институции ги крадат и во джеп на поединци ги ставаат парите на сите граѓани. Господине Филипче, треба час поскоро да признаете, наместо да се давите во кал, дека немало воспоставен систем, дека немало регистар, дека немало следливост на онколошка терапија, дека немало ништо освен системски башибозук. Ако господинот Филипче не сака да верува во фактите, ние ќе го подсетиме дека тие оставија долг од 12 милиони евра на клиниката за онкологија, како и по неколку онколошки кризи, меѓу кои и онаа познатата од септември 2023 година. Го информираме Филипче дека денес институциите ги адресираат и веќе работат на отстранување на недостасоците кои претходната влада на СДС и тој како министер во истата ги оставија позад себе. Филипче мора да свати дека ако тој како министер за здравство и претходната влада предводена од СДС мислеа барем малку на пациентите, немаше да имаме состојбата што ја оставиле зад себе денес. Господине Филипче, бегање од одговорност нема да има.